Гостин во ова интервју за емисијата Инфорегион е фронтменот и басистот на прилепската рок група The Hounds Златко Карчевски. Златко, како што знаеме, не само Македонија, него и целата планета во изминатава година живее во една навистина тешка криза поради пандемијата со вирусот COVID-19, кој што буквално комплетно го смени целиот наш начин на живот, начин на действување, имаше огромно влијание врз економијата и голем број други општествени сфери. Во ова, ајде, така наречена нова нормална, што сите ја викаат, мада иако ништо буквално не е нормално, се погодени голем број дејности. Едни од тие дејности се културата и музиката, затоа што знаеме дека јавните настапи, концертите, свирките и забавата е буквално забранета во сите држави. Така. Па како вие како музичари се справувате со овие предизвици во овој изминат период? Добро. Како што кажа Дарко, сите дејности се погодени, тоа е факт. Музиката е едно од најпогодените и сега да ти одговорам на прашањето како се справуваме, најдуваме алтернативни решенија во смисла снимаме повеќе авторска музика, планираме потези што би ги правеле во иднината. Се разбира дека не достасува настапувањето во живо, живите настапи немаат никаква замена, но најавен начин да компензираме и да се исполнуваме себе си. Дали како музичари имате некакви определени барања? Дел од вашите колеги има барања да се воведат некакви протоколи за да може да има концерти, свирки на отворено и така? Па нормално дека се залагаме за да можеме да функционираме и да свириме и да работиме со тоа што сакаме да го правиме. Не знаеме дали ќе се изготват протоколи, знаеме исто колку што и вие. Јас конкретно лично членувам во Музика сега, Сдруженијето на музичари, и се координираме со нив и во иднина би делувале заедно. Дел од колегите дури најавија и радикални некои чекори, односно блокирање на патниот правец Плетвар. По сериозни протести, немам никаква информација околу тоа, искрено. Дел од вас се занимава исклучиво со музика, што им беше единствен начин на приход. Така. Дали имаш сознание дека во изминатава година дена, поради тоа што не можат да музицираат, Добро. Дел од колегите се занимаваат и со нешто друго само за да преживеат, односно не оставиле музиката со која што се занимаваат пак цел живот? Па добро, тоа мислам дека е многу мал процент, обично тие што му е основна екзистенција си продолжуваат да размислуваат и во иднина околу тоа и да заработуваат само од тоа. Вие колку време како The Hounds сте немале концерти или свирка во некој клуб? Сме немале скоро една година, последниот пат кога беа овозможени тие настапи, да речам, по протокол, но тоа не беше тоа дефинитивно. Каде беше тоа и кога? Па не се сеќавам искрено. Не знам кога беше, не знам каде беше. Не, можно е во Камарите да беше во Битола последниот настап. И од тогаш немате? Од тогаш нема никаков настап, не само ние, туку и сите мои колеги. Знаете како е, забранети се групирања, гужви само во кафејчи и клубови. Знаеме дека постојат групирања по други алтернативни места, поврзани со политики и такви работи. Те фаќа ли некојаш, ајде народски кажано, да ја земеш гитарата дома или да запееш? Па тоа го правам и пеам и правам музика и компонирам. Види, ние сме лишени од јавни настапи. Музичарите живеат за аплауз, општо сите културни работници живеат за аплауз и тоа е тоа што ни недостасува. А дека ние уште ја работиме, ја свириме и ја произведуваме музиката, да речам, тоа го правиме подома, се разбира, и направивме доста материјал што за среќа или несреќа да не беше оваа криза, би ни требале 3 или 4 години за ова што го направивме сега во оваа измината година. Како го искористите вие како The Hounds овој период, ајде да кажеме на принуден одмор? Ние можеме да се пофалиме дека сработивме комплетен производ, цел албум. Детално сега ги средуваме некои детали, но тоа се стварно минимални работи. Можам да кажам дека производот е готов и размислуваме само на видеопродукција и како би го пласирале тоа понатаму. Дали може да накриете како се вика овој нов албум? Нема име се уште. Втор албум ваш, така? Да, втор албум авторски. Можам да ви откриам дека има 6 песни, дека ќе има 2 бонус траки, да ги кажам. Можеме да ги откриам и гостите. Ќе ми гостуваат Бранислав Николов, фронтменот на Фолтим, Пијан Славеј. Весна Малинова Бабамов прв пат во кариерата ќе запее со нас, значи таа е текстописец на пола естрада македонска, ма прв пат како артист би гостувала. Маестро Дамјан Пејчиновски ни гостува како соло гитарист на една песна и Никол Чемицевски
исто ни гоштува како аранжер и инструменталист на песна. Колку време и каде го снимавте овој ваш албум? Целосно продуцентско дело е на исто и аранжманско дело, заедно го аранжиравме со Јордан Манов во Devil Size студио во Кочани и навистина сме задоволни од тоа што ни го понуди. Првиот албум се викаше Кај ни се срцата. Имаше Така. 9 numeri. Да, и кај ни се срцата ќе оди на вториот албум како да видите како еволуира звукот од таму па нагоре или надолу, не знам како ќе доживеат слушателите. Тоа беше точно моето следно. Како еволуира звукот? Дали имаме разлика помеѓу Кај ни се срцата и овој нов албум кој што се уште нема име, кој што кажам? Дефинитивно има промена во звукот. Јас искрено, нескромно мислам дека е во подобра насока, затоа што видите како што поминува времето, еволуираме и ние и мислам дека ова е тоа што сакаме да го кажеме во овој период. Не викам дека за секогаш истото ќе биде, ама се сеќава разлика и тоа е добро, има прогрес. Баш сме задоволни. Номерите имаат имиња? Да. Дали веќе има се размислува за снимање на некој видеоспот за дел од нив или за сите комплетно? За првата песна ќе се снима видеоспот. Баш сега за многу брзо време ќе одиме во Охрид да бираме неколку локации и на таа ни гостуваат Пијан Славен и Весна Малинова и ќе се вика Тишина. Тоа можам да го откриам. Ќе снима само во Охрид или на други локации? Во Охрид на неколку локации. Рековте дека ова е комплетно нов албум, дали планирате негова промоција комплетно како цел албум или пак би го промовирале песна по песна, ајде така да кажеме? Како комплетна промоција ќе доживее секако, значи промоција на албум онака. Ама дури да се створат услови за сето тоа да се случи, пошто стварно е потребна логистика голема што сега не можеме да ја овозможиме, пошто сето тоа бара групирање и работи што се луксус во моментов. Кога ќе се стишат времењава би почестиле еден сингл или два да видат луѓето за што се работи, а потоа би пуштиле комплетен производ. Кога би можело да се очекува тоа? Па не зависи од нас. Да ги израдуваме фановите, дали може да известиме? Се додека топ тема е ова што не обкружува, мислам дека излишно е да пушташ музика затоа што мислам дека луѓето се оптеретени со друго и мислам дека не би поминало никако, значи нема да допре до нив, тоа е тоа. За жал. Која е тематиката на овој втор албум? Дали има некој лајт мотив што се проликува врз сите песни? Тоа е единствено што онака ги поврзува едно со друго. Знаете дека кај нас темите се најчесто социјални. Знаеме да имаме одредени емотивни и љубовни моменти, но најчесто пишуваме за тоа што не обкружува и се трудиме да ја кажуваме вистината. Златко, да се надеваме дека наскоро ќе го промовирате вашиот нов албум. Се надеваме и ние. Премногу посакувам. Фала ти. Но на гледачите би сакал да му открием уште една твоја страна која што можеби и не ја знаат толку, некои можеби ја знаат, а тоа е дека Златко освен одличен музичар е исто така многу добар тркач по маратони, планински маратони. Да, во последниот период тоа е мојот, да кажам, издувен вентил. Стварно ми се створи една пасија кон планинското трчање. И наистина ми исполнува и би продолжил и понатаму да се занимавам со тоа. Како дојде до таа љубов кон планинското трчање? Како започна целата таа прекрасна? Не, види, јас од секогаш си трчам добро, народски, тие се кратки трки, ама за пошироката маса ги доживува како долги онака 20 км 30, ама трчам по маратони што се по асфалт, да кажам, условно кажано. Сега во овој период ми се створи љубов кон планината и сватив дека повеќе ми исполнува тоа и целосно се префрлив на трейл трчањето. Која е разликата помеѓу она трчање што викаш на рамница на асфалт и ова планинско трчање? Потешко е планинското. Но љубовта го него поголема некако, така? Да. Повеќе исполнува. И поубав е воздухот некако. Тоа е тоа. Последен пат беше пред неколку дена на маратонот Матка Водно. Да. 42 км за прв пат. Да. Не, имам истрчано 42, но ева е 42 со 3100 метри висинска разлика искачување. И тоа е тоа што ги замеша малце работите. Како помина целиот маратон? Одлично, поминав, немам никакви последици. Навистина беше теренот беше навистина тежок, ама тоа што теренот беше со кал и со снег, доживеавме малце по епска визија за нештото, пошто Водно и Матка е одлично да се доживее на тој начин, 42-ката. Колку часа?
7 часа и 15 минути. 14-то место, пласман. До сега на колку маратони имаш учествувано, на кои трки? Па во Македонија на тие маратони што се, да кажам, улични, скоро сите имам поминато, се нас е некои 20 на трки отприлика. Твоите идни планови и во однос на музиката, но и во однос на трчањето? Добро. Сега во однос на трчањето е, да кажам, пошто е пократко. Најбрзо ќе се одржува Козијак Вертикал. Тоа е тука кај нас? Да, тоа е тука кај нас. 3,7 километри со 1100 метри висинска разлика. Таа е трка што стварно предизвикува и препорачувам на сите што сакаат да се пријават. Ја не знам колку се пријавени, колку е лимитот на пријавување, ама тие што се во можност да дојат, затоа што стварно е кратка, ама стварно е многу тешка. Организаторите се одлично подготвени и одлично имаат маркирано стазата, мислам дека ќе биде топ доживување. Воедно и вас ве канам да дојдете како медиум. Ние имаме следено и минатите години, станува збор за навистина, најде така да се изразам, брутален терен кој изискува огромна физичка подготвеност. Тоа е не вака муабет од аматерски трчачи, туку и најпрофесионалците би го кажале истото. Златко, ти благодарам за разговорот, односно не, забораваме за музиката да ми кажеш. За музиката сакав да кажам дека во најбрз можен период би ги снимиле барем 2 спота за да бидеме спремни и кога се тоа би олабајало малци би пуштило, сакаме да извадиме песни да ја почестиме целата публика за да се опушти и да слуша музика. Еве повтор пат, ти благодарам за твојот разговор и за твоето гостување за прв пат во емисијата Инфорегион. Не си прв пат гостин на порталот Инфокомпас, имаме неколку интервјуа и да се надеваме дека оваа година можеби да се надеваме дека ќе се смени целата ситуација и дека сите заедно вашиот 13-ти роден ден како група, како The Hounds, ќе го прославиме со еден ваш концерт во Старата чаршија во Пилип, како што правите секоја година, но еве да се надеваме дека ќе биде така и дека конечно ќе го видиме крајот на оваа пандемија. Ти благодарам за убавите желби, ти благодарам за поканата и посакувам успех на емисијата. Благодариме и ние. Драги гледачи, тоа беше интервјуто со фронтменот на The Hounds, Златко Карчевски. Се гледаме во наредното издание на Инфорегион.